Бранот повикување на амбасадори назад во Скопје по смената на власти и доаѓањето на нов министер за надворешни работи се претвора во медиумско расчистување на сметките меѓу МНР и дипломати именувани од претходната власт. Откако беше објавено дека и Љубомир Фрчковски, амбасадорот во постојаната мисија при Обединетите нации во Њујорк, ќе биде повикан назад на консултации во МНР поради, како што беше информирано, нетранспарентно финансиско работење со средствата добиени од сукцесијата на имотот од поранешната држава и незаконско трошење службени средства, со соопштение издадено од мисијата се јави и Фрчковски, тврдејќи дека станува збор за лаги на МНР. Во реакцијата се демантираат наводите за лошо менаџирање со мисијата во периодот додека со неа управува Фрчковски. Мисијата ги објавува следните документи од дуплати на пари од сукцесијата во буџетот во 3 наврати, со што целосно се демантираат тврдењата на МНР. Начинот на кој МНР го бира за таа операција на отстранување на амбасадорот со конструкција на валканици во финансиското работење наспроти толку претходни сегашни деманти е срамен, заслужува секаква осуда и покажува неприфатливо ниво на комуникација во јавноста. Срамна и мизерна е забелешката на службите во МНР дека амбасадорот злоупотребил службена картичка за авионски карти кон Македонија. Амбасадорот има хитна медицинска интервенција во Македонија и беше на погребот на својот починат брат. Ненадени настани кои го примораа привремено да искористи пари од мисијата за авиобилет, кои секако деновиве ги надомести од своји приватни средства, пишува во демантот на Фрчковски кој беше пратен до медиумите. Во него тој потврдува и дека самиот ќе се повлече од функцијата кога ќе му заврши боледувањето и дека затоа, како што вели, МНР нема потреба да измеќарува. И покрај најавата дека се повлекува владеачката партија и денеска го спомна Фрчковски во контекст на функционирањето на претходната влада и актуелниот претседател на СДСМ. Венко Филипче, кој ја води СДС, и Љубомир Фрчковски, кој нема отчет како ги трошел народните пари, се пример зошто СДС изгуби катастрофално. Ако Љубомир Фрчковски нема отчет како ги трошел парите на мисијата, Венко Филипче не сака воопшто да има потреба од давање отчет и има на план да го приватизира здравството во целост. Покрај Фрчковски на консултации во Скопје, според неофицијални информации, повикани си амбасадорите од Тирана и од Рим Данчо Марковски и Весел Мемеди. Недниот му се забележува за резултатите од пописот во Албанија кој покажа дека бугарската пропаганда во македонската заедница е ефикасна, а на другиот дека формално ги информирал италијанските власти дека пасошите со старото име веќе не важат. Консултациите може да резултираат со враќање на амбасадорот на неговата позиција или со неговото повикување. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.